Почитувам министр, ви благодарам на репликата и добро е што на некој начин дискусијата ја насочуваме тоа што сакав да ја кажам, дека може да се најде решение и решение мораме да најдем. Во која фаза, во кој обем, тоа ќе го каже времето. Ние едноставно ова информација ја спремавме многу порано, кога ситуациите беа уште полоши, уште подраматични. Сега околу тоа што вие го кажавте, а состојбата и не е нешто подобрена пак, да не бидеме сега во дилема. Вие во една ваша реплика кажавте дека има лош квалитет на тутунот. Лош квалитет на тутунот не е затоа што тутунарите лошо работеа оваа година. Од некаде мора да дојде тоа лош квалитет. Или имало непогоди климатски, или мустрите не се адекватни. Нема друго. Ако имало елементарна непогода, климатски проблеми, тогаш ви понудив како опција. Ви понудив уште други две опции. И тоа треба да го согледаме. Ако се проблем мустрите, тогаш од старт е исполитизирана работата. Некам сега да дигам тензија, меѓутоа, ако вие на почетокот од играта воспоставите високи норми, лоши мустри во однос на тутунарите, кои никој не може да ги исполни, нормално е да падне цената. Како се утврдуват мустрите, сите знаеме, меѓутоа да не се лажеме. Влијанието на државата, на Министерството е клучно во оваа фаза. Вие го имате последниот збор. Вие сте арбитарот, вие сте линкот меѓу тутунарите и откупувачите на тутунот. Нема друг. Сега, ако не се проблем мустрите, тогаш тутунарите лошо работеа оваа година, што е проблемот? Мораме да расчистиме со овие работи, без разлика колку ни се допаѓаат или не се допаѓаат. Треба или да најдеме решение за лошите услови во кои се работел тутунот, или да си признаеме дека мустрите се многу лоши. Тоа вие ќе го изберете, која опција ќе го земете за решавање. Истакнавте 30 милиони евра субвенции, тоа е точно. И ако одиме по математичка пресметка, треба 60 милиони евра, ако одиме со 100% зголемување. Не е така. Субвенционирањето е по класи. Првата класа се субвенционира најмногу, следува втората класа, трета и четврта имаат помали субвенции. Просечната цена утврдува на тоа дека се грото од тутунот, голема количина од тутунот откупува по трета и четврта категорија. И тука просекот ви е на субвенциите 62-63 денара. Нема повеќе. Ке видите, ке направите на крајот ребаланс и ке видите колку треба да испратите субвенции. На 62 денара, тоа ви се евро по килограм. 23 милиона е реколтата. Целата количина, ако се откупи, ќе потрошите само 23 милиона евра. 7 милиона евра ви остануваат од тоа што се го планиране. Затоа што планираното е сосема реално. Планирано е врз база на реколтите 2020-2019. Зашто ги мешаме сега 13-14? 2006-2004 беше уште по-ниска стената на тутун. Не ни врши тоа ништо во решението. Ако одиме наназад, планирањето се прави врз база на претходната година, 2020, еве да ја земеме и 2019. Откупните цени, 2018, 214 денара, 2019, 220 денара. Тоа се цените. На крај краишта, трошоците за живот се денешни. Не можеме да одиме наназад низ времето, тутунарите живеат денес со денешни трошоци. Мораме тоа да го земеме во обзир и несериозно да се враќаме назад. Имало влади, имало избори, луѓето си го кажале своето. Сега имаме реален проблем. Не е возможно, спомнавте, 40% да биде прва и втора категорија. Тогаш не може да излезе цената просечна 165 денара. Еден од податоците е грешен. Или процентот на класите, или просечната цена. Направете било каква математика, не е возможно. Решение мораме да најдеме
Решението е единствено во зголемување на субвенциите. Нема друго решение. Откупот е веќе во напредна фаза, откупено е 50-60% од производството. И тука решението е само зголемување на субвенциите. Тоа што ние го побаравме 100%, за да можеме да и помогнеме на тутунарите и да на некој начин ја поминат оваа година. Последниот збор сепак го имате вие. Меѓутоа, почитуван министер, и одговорноста е ваша. Имаме основ како да го направиме тоа, значи ќе останат пари од планираните субвенции 7 милиона евра. Веќе воспоставивме пракса COVID-19 мерка во земјоделството. Вие кажавте, сега ќе ве цитирам, лозарите поради лошиот квалитет требаше да го фрлат грозгето. Па што треба сега? Тутунарите да го фрлат тутунот со лош квалитет, кој не одговара на соодветните мустри. Иста е, скрос е иста ситуацијата. Како што ги решивме лозарите, треба да ги решиме, иако не ги решивме лозарите, да бидам до крај искрен, простичната цена вие добро знаете, далеко од производната, не смееме да киксираме со тутунарите. Ви благодарам.